Здраво. Да погодам, барате нова кола? Па барам, да, и размислувам за Toyota CHR. Ова е одличен избор. Модерна, ефикасна, моќна, дизајнот е како диамант. Има карактер што прави сите да се вртат по неа кога вози на улица. И мене тоа ме привлече. А чекајте, ако мислите дека изгледа впечатливо надвор, да видите што се крие внатре. Има најнапредна технологија што може да ја посакате со клауд навигацијата и добивате сите најнови информации за мапи, сообраќај и рутирање. Плюс, може да го поврзате телефонот со автомобилот и да уживате во милените апликации директно преку инфотеймент екран. Промотивната цена е само 31.490 евра. Мистро, едно прашање имам. Сега, може да малце каснам, ама мислам дека сум талентиран. Сакам текстописац да станам, па ме интересира има ли тоа пари ако влезам? Пари? Како немало пари. Поготово ти ако станеш текстописец. Па и јас ќе земам дупло поголема цена кај сите пејачи. Па супер. Слушај, тогаш влагам сигурно, само дај ми некој совет, кажи ми што да направам. Па види, треба да се посветиш на тоа, треба да го сакаш тоа, треба. Ти ако е за тоа не. Па тоа е Бенде! Добре дојдовте и вие, пријатели наши, во нова епизода од 14-тата сезона 1 на 1. Одиме туш! Многу кратко пораки од 1 на 1 партнерите. Денес ви го препорачуваме чајот од мајчина душица на Good Nature, неизоставен дел од нашата традиција. Исто така и столб на секоја семена аптека. Силна мирисна нота и сладка сторазладувачки вкус, кој едноставно ќе го остави во супер расположение. Вкусете го чајот Good Nature од мајчина душица, ќе се уверите во тоа. Исто така пробајте го моето брашно уште денес и почнете да создавате вкусни пити и кифли кои сигурно ќе ве остават без збор и вас и вашето семејство и пријателите, без разлика дали сте искусен пекар или што туку почнувате. Моето брашно од Кадино е совршената состојка која ќе ви помогне да го подигнете вашето печење на следно ниво. А колку пати сте биле непријатно изненадени од капките вода на свежо измиените садови, тоа ќе биде минато благодарение на горење Ultra Clean машините за миење садови. Со Total Dry функцијата, вашите садови ќе бидат целосно суви по циклусот на миење без дополнителна потрошувачка на енергија. Одберете го уште денес ултра херојот за вашата кујна. За многу кратко продолжуваме. Го имаме тука веќе спремен гостинот, а најдобрите со најбрза достава и најљубезни доставувачи имаат многу промоции со бесплатни достави во било кој период од денот, дали е за доручек, ручек или за вечера. Сега ние продолжуваме токму со него. Го имаме подготвен, еден и единствен, навистина не сакам да трошам зборови за него во најава, Григор Копров! Како си? Ете така, особена чест ми е. А мене ми е задоволство особено. Ние се знаеме, сме седеле, сме си правеле муавети, но никогаш еве вака. И ми е мерак, еве 14-та сезона, 14 години сме поминале и решивме да направиме еден мини омаш, бидејќи да ги земеме твоите хитови да ги свириме, ќе треба да тераме со месеци емисија да трае. Немој, мислат луѓето дека имам 200 години, а јас имам само 100. Да. Види, шала на страна, чекај се, и тоа е многу интересна работа. Имаш 70 ти? Молим. Да, добро, окей. За татко ми зборува. Чекај сега, ја ќе те фалам. Како успеваш? Пази, не е лесно, луѓе на 55 на 60 изгледаат, како да ти кажам, многу поизморено од тебе. А знам дека работиш, не си некој што гајле му е ништо не прави, ама така, имаш некоја тајна. Која е тајнава? Одлично, значи се држиш, што е работава? Што правиш? Што правиш што не правиме ние?
Види, и јас ти предлагам тебе дај да баталиме таја работа, затоа што седи со еден стар човек. Абе, види, чекај, нема да погодат која возраст. Нема да погодат. Добро, ти реков 900, еве ќе ти кажам една случка. Ајде. Кога беше ковидот, Добро. и одам морав да патувам во странство и одам да вадам тест во Систина. И нормално кога ти се одиш да го земаш, седат тамо преубави девојки некои и викаат: "Господине Копров, мора да запишеме кога сте роден." Да, викам 1908. Кога почнеа да се смеат. Господине Кофров, молам сериозно. Сериозни сме, да. Баш така. Сега, ќе те прашам нешто за хитовите кои што ги имаш напишано се стотици. Замисли, во Запад, со еден хит, ти ова сигурно го знаеш, ама еве ќе ми биде интересно на луѓето. Во 1979 The Neck, Мај Шарона, познат хит кој нели не го знае, ќе го прогукла, нели оној Да. така. А вторите се двајца од The Neck. До ден денеска, ако им се верува и на публиката и сено, така функционира Запад. До ден денес, а ова потврдено е, баш го проверувавме, земаат помеѓу 200 и 300 илјади долари годишно само од една песна. Тоа е Америка, тоа е светот. Кај нас, тоа е незамисливо, нели? Тоа е чудо. Фантазија. Фантазија. Сега, знаеш, Григор Копров е човек што ги направил еден тон такви песни. Колку може воопшто, во кои цифри се движи заработката на некој кој што ја создал македонската види музика? сега да ти кажам. Од музика на овие простори можеш да живиш година, 2, 3. И затоа одлучив, музиката само ќе ми биде љубов. А добро, кога, знаеш, тоа го имаат сигурно и актери, и било кој, веројатно, и бизнисмени или било кој. Кога се споредуваш со Запад, а си се запознал со тие луѓе, ти ги знаеш тие луѓе. И сега кога гледаш како функционира пазарот, не може да немаш некое чувство на не е тоа љубомора или било што, дури и не ни Запад, еве регионот да зборуваме. Хрвати, нели, како функционираат и така натаму. И сега кога се гледа како функционираат таму работите и тука, како да продолжи со истата таа љубов без да имаш завист или без да имаш некое чувство на Сега како да ти одговорам? Кога е зависта, ако ја доживиш со конкурентот или колегата да го омаловажуваш, да кажеш, као што се случува кај нас, тој не е, јас сум подобар, не. Зависта, не во таја смисла, јас секогаш сум доживувал да го достигнам него, да никогаш на колегата не му љубоморам, него да ми биде поттик да бидам малку подобар од него. И тогаш само имаш прогрес. Значи, и јас да бидам подобар, а за него не ме интересира. Да речеме. Дел од твоите песни, многу мал дел, нели, одбран еден така, ќе слушнеме и денеска и им се заблагодарувам воедно Ѓоко Танески и Наде Талеска ни се тука. Ќе ги отсвириме едни од твоите најубави песни, но што мислиш после толку време поминато? И ова е сигурно нешто што си го увидел ти многу одамна и за кое ќе зборуваме. Да речеме и Охрид Фест на еден начин е почнат како своевиден пркос на екс-Југославија и начинот на кој што не гледале нас, нели? Апсолутно, jer затоа што во тоа време постоеше Сплитски, као и сега Београдско пролече, Опатија, поготово во Опатија, каде што беа сите ТВ центри и секој го гледа. Добро. Тука имаш еден баш она за кој зборувам, кој ќе биде подобар, еден позитивен престиж. Сите на едно место и се тркаме. Сите на едно место и тоа ми беше вика, ако имаме ние Сплитски фестивал, а зашто да не направиме еден фестивал дека и ние имаме во Охрид. Добро, ама и тогаш не гледа малку така од високо. Па не. Сме биле на рамниште? Да, сме биле и подобри. И подобри. Сме биле многу пати и подобри.
neja li 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 li, i na neja du 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 du, i na neja li du du ti i jaz. Следиш модерна поп музика? Странска, регионална, македонска? Музиката мораш да ја пратиш. Така? Ај се Апсолутно. да видиме што се вика да изненадиме. Кои се од странски артисти што ти се допаѓаат, а се модерни, онака во Билборд топ 40 едно друго? Постои нешто што ти фаќа уво? Топ листите не е релевантно за некој. Зошто? Затоа што кога ќе воопшто во светски рамки хеви металците се познати по баладите. Да, Земи добро. Scorpions, Bon Jovi, па и Да. Металика, Металика, Пантера, така. денеска се само имаме евергрините, се само балади. Односно, тие остануваат. Не можеш да се сетиш некоја брза песма која била евергрин. Чекај, ако одиме психолошки во човек да анализираме, на што се должи тоа? Што е тоа што ги прави? Па, види, музиката е една голема емоција, али при тоа е и една естетика. Во која смисла? Во смисла на тоа, јас многу слушам мешање баби и жаби во музиката. Го има тоа. Тоа е, сега ќе го објаснам со еден пример. Сега овде влегува во студиото еден господин, го гледаш довде облекол смокин, глеприр машна, а доле облекол бечви и опинци. Добро. Мешање. А тоа е. Значи, во денешно време се мешаат малку... И се стилови меша. се. Добро, тоа е одраз на општата култура на човекот, до естетиката и сето тоа. Добро. Сега, ако се загубила со време естетиката, а остануваат оние евергрините, познаваш во денешно време некој што би можеле да бидат евергрин понатаму? Па секако да. Би одвоил некој? Ед Ширан. Добро, ете, например. Ти се допаѓа? Не да ми се допаѓа, тоа е фантастична песма. Сем Смит, Така. Леди Гага и Бредли Купер. Леди Гага нема некој, она е светска звезда, али овај беше Брилјантен хит, Тоа беше, тоа и тоа остана, се вртеше по цел свет на... Така. Значи, мораш да следиш. Не можеш другачи. До ден денес се инспирираш. Сега, ако почнуваш да правиш песна, кој ти е системот на правење песна? Значи, сме правеле и приватно муавет. Може да биде по инспирација, може да биде по нарачка, може да биде по даден текст, па сега пиши врз текст, така? Но кои се први некои чекори лично што ги правиш? Ти прво, не знам дали ќе биде интересно, али добро за публиката. Ти мораш да знаеш пеачот кој има најнисок и највисок. Тоа се вика диапазон. Добро. Употреблив. Самиот пеач. Пеачот. Jer ако има тој оволкав глас, не можеш ти оволкав. Тоа значи од колку ниско до колку високо. Тачно, употребливо. Добро. Второ, дали е предодреден за балади или за брзи песми? И тоа треба да се знае. И тоа треба да се знае. Каква емоција носи? А како текстописец, односно ти треба да се штелуваш според него на некој начин. Не, композиторот бара текстови. И добар текст секогаш ми бил предизвик. Тогаш нема промашај. Нема промашување. Тогаш, ако знаеш, ќе направиш одлична песна. Ако се сетиш на некој што онака баш те допрел на прво читање, кој прв ќе ти падне на памет? Низ годините, низ децении и децении. Да речеме, љуби ме игравата горе, ја правев на текст. Така. Пошто бевме големи пријатели со Зафир. Само текст имаше? Само текст. И ти се дава, така, се дава, го читаш? Ја правиш. А што е тоа што го разликува од други текстови, примерно? Лично се изборуваме за тебе кога го читаш. Види, за вкусови не треба да правиме муавет. Значи тоа што е добро за тебе, за мене е лошо и обрнуто. Секако може. Значи ти сега во прашање дали ти препознаваш нешто. Ако препознаваш, нема што тука. А што беше тука што ти кликна?
за таа песна? Љуби ме и главата горе. Се кажува, а? Све си кажал. Значи моќен стих. Никогаш не очекував ја дека ќе биде то таков хит како што е сега. до ден Во денес. последно време многу мои пријатели вика: слушај, Билјана ја со таа песма ја запросив. Сега пред некој на еден син на еден другар, со таа песма ги просав. Значи до ден денес. До ден денеска. Па тоа се кажува за моќта на песната, нели? Да. Одлично, одлично. Ти ме водиш далеку од свемир, јас со тебе не знам што е немир. Кажи дали со нас постоиш ли ти? Кажи не си сон, дај шепни ми. Ти ме будиш, рајски утра гледам. Ти ме љубиш, чувствувам ја следам. Оставаш во мене, драги вечни знај. Стори било што, но не мој крај. Остани во мене, векови да минат покрај нас. Остани во мене, безброј ноќи да те сонам јас. Остани во мене, душо, нека мине се. Само немој ти си во мене. Остани во мене, векови да минат покрај нас. Остани во мене, безброј ноќи да те сонам јас. Остани во мене, душо, нека мине се. Само немој ти си во мене. Само немој ти си во мене. 1762 во Скопје пристигнува турскиот трговец со зачини Осман Балик. Уморен од долгиот пат, отишол во одајата да одмори, веднаш заспал, ама чуден сон сонил таа ноќ. Во сонот му дошла ќерката на султанот и му рекла: "За мене ова?" Ево ова е чај, друже. Браво. А шо зборев? Тончи Русев ќе го спомнеме, кој е бугарски композитор. Тебе ти беше одличен пријател. Значи јас прво сакам да кажам следното. И јас сум од една од трите најстари семејства во Охрид. Малвове Сум да аз, направиш. Аз, охриѓанец. Така. Моите се дојдени од Дебар пред 700 години. Зашто си сигурен и знаеш и имаш Ќе објаснам сега. стебло. И прадедо ми, на кого сум јас крстен, Добро. им кажувал дека ние сме дошле тамо и меѓу три најстари фамилии ги реков тоа. Живееме во Месокастро и им кажувал дека сме од секога сме биле македонци. Ова зашто го кажувам? Так. Он беше еден од основачите на ВМРО. Так, на За организацијата. Охрид, дедо ми во четите. Но, и дојде време, сега да не должам многу, дојде време да, тоа што беше трошна куќата, јас да ја
да ја направам. Во 4 страни на зидовите најдовме крст и најдовме еден пергамент. Што било скриено? Жена ми и ден денеска крстовите ги чува и го потврдува тоа. Таму стоеше во пергамент, но сме дојдени од тамо и од тамо Така. и го потврдува тоа. И сега ја вака. Ја е користам приликата да го поканам председателот, почитуваниот на Бугарија Радев, господинот Радев, ова е година 30 години од Охридскиот фестивал, да ни дојде во Охрид, ќе биде дочекан, затоа што охриѓани се гостопримливи луѓе до немај каде. Ќе го дочекаме тамо и ќе види кои се луѓето, поготово што еден куп, јас никаде не летувам на друго место, сем во Охрид, еден куп бугарски туристи сум видел тамо, со кои сум многу голем. Затоа и спомнав. Овој познат бугарски композитор ти беше одличен пријател. Верувам не си имал проблем ти со него. Најголемиот композитор на сите времена во Бугарија беше Тончи Русев и ние бевме куќни пријатели. Значи тој кога ќе дојдеше кај мене, оценуваше и јас одев. Никогаш, и имам тамо многу пријатели, никогаш не станало збор кој е кој. И кога го гледаш сето ова по вести, по едно... И првата награда за промоција на музиката на Балканите ја доби господинот сега покоен Тончи Русев. И сега во ти денеска се појавува некој кој сака да ги кара народите. Јас сум убеден дека 90% од бугарското население не го интересира тоа и уопште никогаш одам јас и за многу пеачи и други сум правил. Никој не ми го поставил тоа прашање. И сега од еден инцидент си дозволува еден, сепак е председник на една држава, да ми каже тој дали сум јас, маке нека дојде, нека повели, ќе му ги дам и карстојте и ќе му го дам и пергаментот. Лично нека повели кај те. И тоа, ова не кажа дека сум на 20 метри од тврдината е мојата куќа. Самуловата тврдина. Така. Сега, не верувам дека тој си ја знае лозата 700 години. Мора да се македонскиот народ мора да се сближи. Не сме ние 200 милиони па сега лакаје така. Мора да има граница до кај што може да се... И тоа најповеќе ми смета. Нема алтернативи. Кажи ми те љубам, лажи ме, заплачи за мене, опи се. Бели птици, ангели, 9 звезди сребрени се борат. Ајде кажи ми, сини утра, јужни ветрови, бели птици, звезди сребрени. Анушка, за тебе се, лажи ме и љуби, ајде опи ме, можеш да ме имаш кога други не. Знај, Анушка, за тебе се. Анушка, верувај сни, земи се што имам, ајде земи ми, продај ме на исто како сакаш ти, путем писма пишувај ми. Анушка, за тебе се, лажи ме и љуби, ајде опи ме, можеш да ме имаш кога други не. Знај, Анушка, за тебе се. Анушка, верувај сни, продај ме на исто како сакаш ти, земи се што имам, ајде вземи ми, пусте писма пишувај ми, пишувај ми.
Спомнавме за Тончи. Еден друг голем пријател е Мато Дошин. Тој е веројатно своевремено најголем продуцент во екс-ю простори. Да, тој беше најголемиот продуцент на сите времиња на овие балкански простори. Ето така. Исто личен пријател, исто Да. така. Значи, меѓу другото, и македонски песни познати има работено Па, така? тој ми ги продуцираше Анушка, Така, за Ана Костовска, точно, хит. Лео за Калиопи, кога е правев групата Калиопи, па Сребрени Сребрени улици. улици за Маја и многу други. И други, ето така. И сега, тој момент на соработка, се уште ли постои каде што, веројатно во другото време кога сме биле заедничка држава, било малку полесно да се соработува, да се прави. Дали сега исто од Македонија може на таков начин да се работи или со ставањето на граници е малку престана тоа? Добро, тоа и беше и природно да престане во еден период, меѓутоа Не само соработка, професионална и пријателството. Не, пријателството останува. Јас Така? имам во Хрватска многу добри и другари, и пријатели, и секоја година и Владо Калембер. Ние сме повеќе од другари со него. Од Србија Срđan Марјановиќ, Слова Марковиќ. Добро, полно има да речеме ако Од го гледам вамо Охрид фест у 30 години. со Тончи Хулјич. Така. Имам Кои се нема секогаш продефинирано. имаме едни према други еден голем респект. И генерално во таа цела организација, ете, кога треба да се зближи сето тоа и да се направи еден производ кој треба да е за гордење, како и сегаш најголем проблем се финансиите, така. Помага државата нешто за Охрид фест? Еве, сега прави 30 години, спомнавме. Јубилеј. Види има една работа. А тоа е следното. Една манифестација, поред онај квалитет што треба да го имаш, да го поседува, значи, е толку голема колку луѓе ќе ја видат. Добро. Не секогаш од културата може да ги врати парите. Меѓутоа, како ќе ми кажеш, каков одговор ќе ми дадеш ти ако е наводно најубавата жена на светот, и таа ја остане таму и никој не ја види. Што ако е најубава? Добро, а Охрид фест редовно се пренесува колку што На знам, така? 13-14 телевизии. И тоа е секогаш Балкански, така. секогаш така, и почнува со 5 минути културно-туристичка репортажа за Охрид. Значи промоција на Охрид еден вид. Така. Да. И добива поддршка од локалните или како да кажам државни Све на мускули. одговорни, Се така. на мускули. така Да. со Ако не мачење се- што би се Со рекла. мачење. Ако не се пријателите, И тоа е година за година, година и за година година. и за година. И значи И така 30 години. ентузијазмот е тоа што го држи, Да, а? да. Така. А не е така по другите места, така? Не е така. Добро, ете, нека и се има и ете слух за тоа. Ова е 30-та година, ова е јубилејната Да, година. јубилејна. И се надевам дека ќе биде и запаметење како што заслужува се по колку Па, фест е секако, заедно со секако. Макфест би рекол, Да, Тоа да, се- да. нели символи на македонска музика. Нема дискусија. Маквес е фестивалот каде преку Маквес сум го градел јас својата кариера. Так. За 36-7 сум имал само на Маквес преку 70 композиции. Така. Добро. И преку Скопски фестивал како се види Да, избор за сигурно, Евровизија па и така сигурно, натаму. да. 99-та е Да. една позната година каде што првите 3 места Места, се да, така, значи Владо е Гиш, прв, Гиш, и Дуле и Дуле и Коки. Коки, да. Кога беше Владо Јаневски збореше за тоа, па може и да се подсетиме кратко само едно клипче да пуштиме што кажа Владо за 1999 и изборот за Евровизија, кога победите. Копров првите 3 места ги освои сам. Сите 3 први песни беа негови. Он него му беше свеедно кој од нас тројцата негова песна победува. победува. Дули и Колки беа трети, Да. Гиш беше Саша втори, Гигов сите беше 3 втори. песни беа на Копров. Копров му беше свеедно кој од нас тројца ќе Копров отиде. цар вака како ќе размислил, браво. Многу е јак, пријател. Цар. Многу е јак, ама луѓето сумња, многу се цинични, знаеш, некогаш за успехот секогаш имаат Само циничен. немој успех. Не, на место на работа. Да, А кај што е стварно на место немаат појма. Точно, што е многу А интересно. обратно, а кај што стварно што се мучка, таму не. Регуларно. Така ли?
Добар, Владо, добар. Владо е секогаш одличен. Поздрав за Владо, Владо секогаш ти е драг гостин. Го чекаме пак. Пака кога ќе се сетиш на тоа време и го гледаш и Владо, каков тип на сеќавања ти доаѓаат? Ха, Што беше тогаш таа 99? значи, добро, од ова временска дистанца Владо нема да ми се налјути. Ја тогаш знаев дека 200% ќе помине подобро самовилска свадба. Да? Да. Добро. Еве, твои се сите тие, значи зборувам. Самовилска Добро. свадба ќе поминеше Збориме во евровизиски формат. затоа што етното го има во. И Гиш маестрално ја донесе и се до тоа, али Да. и не можев јас да утичам кој ќе победи. Си одлучи публика. Си одлучи да? публиката. Но личното твое мислење беше Личното, моје мислење, јас наместо да скокам од радост, Така? Добро. викам, што ти требаше 3 песми да праќаш? А само 3 прати? Само 3. И трите први Трите, места. да. Леле, вау, каков хет-трик е тоа. Па еве јас го поканувам председателот на Бугарија не само во Охрид, туку и во Куманово. Имам и јас пергамент од мојот дело, од мојот прадедо, од 41 до 45. Ако тоа му е желба на Копров, да дојде бугарскиот председател, јас уште утре ќе го поканам. Леле, и мене таа ми е омилена од Бредли Купер и Лејди Гага. Јас сум седела со Бредли Купер. Сплитски фестивал. Имало je lepe glazbe. Lepo me je podsjetio drug Koprov. Srede pole pusto idat biljari, šepotat vo nokta čudni divki sporovi, glas da donesat da ja razbudam i vo beli svili da ja oblečat. Otvori se zoro, vodo zateči, ke ti dojda noro svatovi. Izgrej, jasno sonce, tada se ogleda, kada odi veter ve, raspela jako sata, sve što ima cveta, sve to da se zaniša, kada leta neka leta, bez stida se zapleta. Po bilje to rosno idat biljari, svetlina na race nosat svatovi, da ja pogledam i da zapejam i na gradineja da ja pregrnam. Otvori se zoro, voro zateči, ke ti dojda noro svatovi. Izgrej, jasno sonce, tada se ogleda, kada odi veter ve, rasplela jako sata, sve što ima cveta, sve to da se zaniša,
Кафетин Колд – ефикасна комбинација за ублажување на симптомите на настинка и грип. Ги намалува болките, ја намалува телесната температура и секрацијата од носот и ја ублажува кашлицата. Лекот содржи витамин С. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употреба и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Од многу обврски немам време ни за детето. Но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам срекни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Со кликни јади, највкусните јадења ви се секогаш на дофат. Лесно е. Формулацијата Beauty колаген на Фарма Витал содржи високо квалитетен хидролизиран колаген со луѓел, како и витамин С, хијалуронска киселина, боровинка екстракт и дополнителни витамини и минерали. Изгледе совршено. Ми треба брзо, лесно, сигурно, пари на број, без губење време, без чекање стој, да завршам работа кој 1, 2 и 3. Со секој кредит до 31 март има шанса за нов кафемат, лесно како песна. Ем први, ем брзи, ем најдобри, ем кеш. Од чисто до ултрачисто. Секогаш совршено чисти и суви садови со новата генерација Ultra Clean машини за миење садови. Од Горење. Горење. Чекориме брзо, чекориме во непознато. Потезите денес и одлуките сега ни ја прават иднината утре. За успешен план мора да внимаваме на се, но ништо не е остварливо без љубов, а љубовта почнува во домот. Преку уникатниот Golden Art систем, 17 години ги градиме вашите домови од соништата. Со внимание на секој детал, создаваме дом за многу идни генерации. Golden Art. Дом, не само стан. Ова е причината поради која што јас готвам. Која е вашата? Секојаш сметам дека е важно да се потсетиме на Тоше во било кој момент. Чисто од аспект на зачувување на него како национално богатство и слично. И многу генерации нели нови што се не го знаат, Да. не биле нели тука кога тој бил популарен и така натаму, и убаво е да зборуваме за тоа. Може да се сетиш, да речем, на првите пробиви на Тоше на сцената, онака моментот кога ете ги согледуваш дека е талент, па како заработевте тогаш? Како, мислам, добро. Можам сега да зборувам, после обично ми е
Не сакам да на оваа тема, али еве ќе кажам како дојде до соработката. Така. Јас во својата канцеларија, пошто бев еден од директорите во Македонија Турист, Добро. секретарката ми се јавува, вика, господине Копров ве бара некој Никола Проески. Добро. Ја мислам човеков ме бара по препорака на некого дека свадба треба да правиме или не знам, нешто треба да завршам. Тој ми се јавува, вика, господине Копров, јас сум еден сиромав човек, работам на централата во Крушево, ама ние во семејството имаме едно дете кое пее фантастично, вика, и ве молиме, ние мислиме дека само вие можете да го направите. И овој викам, те молам, викам, нема проблем, ќе дојдете, ќе го чујам, само јавете ми се пред Нова година некаде. Овој нека ми се јави септември. Да дојде. Само да дојде. И му го дадов мобилниот, и тој во времето кога беше слободен, стално на 3-4 дена ќе ми се јави, и јас еден ден викам, мајте човеков, нека дојде се утепа во Барајни. И му викам, дојди во недела, ќе те чекам во Holiday Inn, во 11 часот. Јас отидов порано и седам и разговарам со себе. Викам, бе, слушај, татко ми мој немаше пари кога дојдов ја во Скопје да ми даде да се пробивам ова. Така и бе, немаше богати тоа време, немаше богати луѓе. Мојот иначе татко беше резбар. И викам, ако не беше еден Драган Джаконовски Шпато, кој сите нас да не собереш не прави еден Шпато, и кој жалам што сега ние не го препознававме и кога почина као некој е така, случајно некој овој. А не се направи икона од името, а требало. Драган Джаконовски Шпатов, 20 празни места, сите ние други после него. Тој беше генije. А јас бев негов ученик. Така. И викам ја. На еден начин тоа те натера, а? Тоа ме натера, викам. А тој, јас сум негов ученик. Дојди да гледаш бе како се пишуваат аранжмани, дојди ова, ево ти ова да слушаш, ова, она. Значи ме прифати као и добро, му станав и кум за втората, третата жена, не е важно, али бевме многу блиски. Од каде тргнало е важно? И јас викам, што, јас нема да му платам на Шпато за тоа. И викам, ќе дојдам, ќе и доваѓаат тие двајца. Бог да му душа прости. И ова по прв пат го зборувам вака јавно. И јас му се обраќам на татко му, Никола. А јас одлучив уште пред да дојдат дека ќе го земам. Му викам, Никола, ти си, ова е дете, јас со тебе разговарам. Во вашите фамилиарни работи јас немам намера да се мешам. Али едини услов, јас да му ја водам кариерата немам. Што се однесува до музиката. Тука викам, тоа е един од услови, јас ќе инвестирам во него, ќе правиме све што треба, тоа да стана заправи, тој. текстови, заправи аранжмани. Па вие, Копров сте Господ, Бог, ова, она, се изгушкавме ова. И дојде првата песна му ја направив, Усни на усни. Лудница во државата. Така. Втората, Сонце во твоите руси коси, третата, Твоите бакнежи, и сето тука, и тука застанувам. За понатака имам што да кажам, а сега не. Добро, и трга една друга еволуција негова. И веројатно не може, не си имун на еволуцијата од аспект еве на пример. И со овие три песни. Добро. Ме предизвикуваш, добро, ме провоцираш. Со овие три песми го молам, пошто Владо правеше промоција, имаше концерти низ Македонија. И му викам... Како најголема звезда во моментот? Во моментот. Викам, те молам, ке го земиш Тоше као предгрупа. И го зеде. И Тоше со три песми малтене подобро поминуваше него Владо.
Хит. И Владо ми се јавува, ма тука ќе завршиме со ово. Владо ми се јавува од Прилеп. И ми вика, бе, ти го контролираш детето. Зашто, бе, Владо? Па вика, сака да потпише татко му договор. Како? Така, вика, договор сака да потпише. И дојде во саботата беше во Универзална со потпишен договор. Иначе Господ бев за него. Така викаше, да заврши на работа. Во друга прилика може ќе продолжиме. Да. А овде ќе застане. И морам да кажем, Авалон, добро, Авалон му ја водеше кариерата фантастично. Браќата Милошевски. Го имаја као свое дете. Се промени со Лилија. Некојаш ќе продолжиме. Мислам, од аспект на историска некоја приказна, сепак тоа е икона музичка. Пази, сега тие што ќе не слушаат, е ова болно да се зборува. Ама тој беше момче кој едноставно ја носеше, донесуваше песмата подобро него што е замислил композиторот. А такви се колку? Еве во цела твоја кариера. Маја Клиевска, Тоше. Дали уште некој? Толку. И тоа се говори. Тој беше фантазија. Тоа што е даре? Нешто Божјо е тоа? Даре? Може да се работи да стигнеш до тоа? Не, од Бога е. Така, тоа е дадено. Од Бога. Колку и да сакаш да се трудиш, не може да го достигнеш. Беше моја дива јагода. Збор збогум збор е тежок, кога некој силно засака. Се преправам, но знам зошто од мене за миг се откажа. Пијам црно вино и од твоите очи поцрно. Не би сакал да те сонам, а те сонам уште почесто. Се претвори во твој шепот. Од усни тешко ке ме избркаш. Излажи ме, уште еднаш кажи дека не ми требаш, да не ви дам твое минато. Заведи ме, уште еднаш кога веќе срце немаш и каменот ми е потопол од него. Гледате Еден на еден, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Во цела еве кариера твоја, да зборуваме, многу си направил. Кои се лично твои, да речеме, омилени песни? Значи лично, не дека публиката ги сакала или нешто, так, твој мерак да ти, дали воопшто знаеш да си пуштиш своја песна? Пример. Види, јас сум, што се однесува до тој дел, сум према себе многу неодговорен. Добро. Значи сега да дојдеш да пиеш кафе кај мене, да ми речеш, дај пушти ми една твоја песна, ја немам.
Од друга страна, што да кажам, како и се, најтешко е за еден уметник, поготово за еден кој се занимава со музика, со создавање на музика, е најтешко кога веќе нема идеја. Тој е за секого најпогубно, тоа сознање. Не знаеш што правиш со себе. Па не, желба има, ама нема. Сијалицава не работи. А како музички фан, ако се навратиш, баш кои песни ти се кејф да ги чуеш? Како фан на музика, своји песни зборам. Неколку вака да би озвел. Пак викам, не популарни низ народ или било што, лично. И секогаш кога размислувам, беше едно големо доживување за мене од еден мајстрален настап на Маја "Не допирај ме" кога е. Не допирај ме. И сега пред да дојдам разговарам за една исто фантастична песма која јас ја има со Джаровска, сега и кажувам, "Прости ми". И јас ја имав "Прости ми" од Маја, исто она победи на... Јас ја имав избришано од меморијата, дека е моја таја. Па добро, на толку песни се случува. Добро, јас сум единствениот композитор кој ги донесе Бело дугме на Скопски фестивал. Не само тоа, него единствен чија песна не е на Брега и компанија. Да. Они немаат друга песна. И тогаш беше, тоа време беше, немаат друга песна. И тие беа прво "Топ се викаја", па после станаја Бело дугме, јас ги слушав. Но тука настапија како Бело дугме. Како Бело дугме. И од цела дискографија, сите им се од Брега и компанија и една песна од Григор Копров. Да. Толку. И то на самиот почеток. Али интересно беше, пошто го организираше фестивалот Македонска радиотелевизија, кога дојдоја тогаш долги, ке се сетат по старите, долги капути, коси долги, ексцентрични до немај каде. Покојни Чештар ми вика, кој беше трубач пар екселанс и уопште продуцент, ми вика, кај ги најде бе овие? Вика, душа ќе ми извадат овие. Кај ги најде, а за несреќа бебе го читаше текстот. Него не знае. Го читаше текстот. И од овие ништо нема да биде. Ништо. И следната година најпопуларни. Следна година готово, Бело дугме стануваат и до ден денес е Бело дугме. Многу ми беше мерак за муабетов, слушавме и песни во меѓувреме. Чисто да кажам за публиката дека со Григор сме пријатели заради тоа на тим. Му се обраќам инаку далеко од тоа, значи го почитувам како... Види, веројатно не сум во најдобро светло, ама во жива емисија, како што е твојава, нема враќајне. А не ни одиш баш многу. Да. Добро, нема гледачите да ми замерат тако. Ја мислам дека е супер издание и супер светло, а и ќе го повториме. Па добро, да сме живи и здрави, јасно. Фала ти многу. За крај, најдоброто од Македонија, како што си ти најдоброто, така и Good Nature. Чаевите од Зегин имаме да сме живи и здрави, да не држи како што треба. Ти благодарам уште еднаш што ни направи ваков мерак. Исто, па може би, кој знае зашто е тоа добро? Ама за добро. Кој знае зашто е добро тоа? И благодарам и за цел опус, и за цела историја, и за цела музика. Па, добро. И дај Боже нека се најдат уште многу копрови да ја држиме македонската музика на здрави нозе. Следниве 100 години ти ветувам дека ќе има уште еден поголем квалитет. Ето така. Фала ти многу. Да си ми жив и здрав. Паметни и совесни и сортирајте отпад. Хартија со хартија, стакло со стакло, пластика со пластика, ослободете се од отпадот на обележаните и пропишани места за него, како што го правиме тоа и ние. Еве ги дечките од Клик Њади, другар здраво седи. Ни носат бургери за цела екипа, има фиксна достава од само 70 денари. Се гледаме идната недела 18:30 часот на Канал 5 и ќе си завршиме како што треба со песна. Ајм.
Дойди ми, не капната солза, дари ми несонуван сон. Кажи ми еден убав збор, запей ми незапеан бой. Кажи ми еден убав збор, запей ми незапеан бой. Изгрей ми злато-жолто сонце, сокри ме в некој скриен град. Врати ми лудо млади снаги, бакни ме како за прв пат. Врати ми лудо млади снаги, бакни ме како за прв пат. Многу дни препротивме ние, како чун на немирно море. Најсмеј се на ветрот што бие, љуби ме и главата горе. Насмеј се на ветрот што бие, љуби ме и главата горе.